Ова јавување во Македонија наутро го реализираме од Домот на младите, култна институција во Штип, во чии рамки функционира и имаат простории одредот, извидничкиот одред Еквинокс од Штип. Ова лето имаат полни раце работа, што за извиднички активности, но беа посветени еден добар период и на градежни активности. Повеќе информација и за активностите на Еквинокс имаме од Мелани Манова. Реков, летово имавте полни раце работа, еве да започнеме со она што ви е од круцијална важност, а тоа да имате удобни и добри услови за работа. Да, пред се тоа е најбитно, затоа што од септември треба да почнеме да ги организираме состаноците. Секој викенд си имаме состанок, секоја патрола си има состанок, тоа се 4 состаноци месечно на ниво на една патрола, а ние имаме 7 активни патроли во одредо. И затоа ово лето решиме дека после подпишаниот договор од 10 години ќе се реновираме канцеларијата и најпрво почнаваме со крово, затоа што тоа ни беше најбитното нешто да се реновира, затоа што последното зимо немавме баш услови да ги реализираме, извинувам се, зимо, немавме баш услови да ги реализираме состаноците, затоа што капеше, имаше влага и не кеме да ги изложуваме децата на таков ризик, затоа активностите ни беа поделени малце у Младиха, малце низ градо, у природа, ама надевам се дека од септември ќе почнеме па у канцеларијата да си имаме состаноците. Се работи за објект што еве се гледа на камерата позади нас, што уште внатре ќе се уредува за подобри услови? Планираме целосна реконструкција на објектот, не мислам од надворешен изглед, мислам на внатрешниот изглед и треба да се кречат зидови, да се рушат зидови, да се надоградуваат зидови, да се дзида, да се беле и сето тоа и требаат ни многу волонтери, така да кој сака слободно може да ни пише на Инстаграм или Фејсбук да дојде да ни помогне. Помош секако ви е потребна, меѓутоа вие се фокусирате на овие вашите традиционални извиднички активности. Летниот период патувавте во Црнагора на нивниот извиднички одред, односно настан кој дозволува да се дружите, да споделувате искуства и секако нови знаења. Да, беме на смотра у Црна Гора, бевме сместени во Грахово, тоа е едно село. Посетиме го Котор, посетиме го Никшич, Жабљак, исто така една преубава гледка, тоа е езеро. Смотрата е настан кај што и јас лично, мислам дека и другите извидници цело време си одат со полна глава мемории и полно искуства. И настан кај што не се заборава, тоа сме 10 дена таму, со извидници, живееш со извидници, јадеш со извидници, спиеш со извидници и цело време има некои интересни случаи што се дешаваат и мое лично искуство е дека секогаш ќе ја памтам оваа смотра, затоа што прв пат сум на водач на смотра, тоа е водев деца, тоа беа 13 деца од Штип, а вкупно нашиот контингент Македонија броеше 50 луѓе. Верувам досега инспириравме да ви се приклучат нови членови, 100 членови во моментот Штипскиот одред на Еквинокс број. Која е старосна структура, кој се може и на кој начин да стане извидник? Сите може да бидат извидници, од 7 до 77 моментално. Пред 2 месеци имаме формирано нова патрола, тоа е патрола на родители, кај што имаме од 35 до 50 години, ама цело време се зголемува бројката на родители и понатомошни мисли ни се да ја поделиме на 2 дела, ако има премногу заинтересирани, ама за сега одлично функционира и мислам дека можам да кажам дека родителите не се клучните луѓе у одредо, затоа што цело време секој родител пробува на некој начин да ни помогне, доваѓа да го праве крово или слично, така да многу им фала на нив. Секако и највозрастната структура не е исклучена од извидничките одреди, меѓутоа се прилагодуваат ли активностите во природа, да речеме, за деца, за повозрастни?
Да, секако. Пример, ако одеме на хајк, ако искачуваме некој врв, слободно цело време имаме родители што доаѓаат со нас и дури мислам дека активностите што ги правиме на родителите им се поинтересни, а активностите се наменети за деца од 10 до 15 години, на пример. Родителите се повеќе заинтересирани, повеќе сакаат да учествуваат, затоа што многу од родителите не имат кажано дека повторно се чувствуваат како деца на извидници. И сосема на крај, еве, имате ли формула како ги инспирирате децата да се тргнат од лаптопите и телефоните и да минуваат време во природа и да учат техники на преживување и активност во природа, буквално снаоѓајќи се сами? Па немаме некоја формула, ама едноставно која луѓето не видат низ градот со марама, кошула и униформа, самите се заинтересираат да се запишат на извидници и едноставно станат извидник и се дел од нас. Ви посакувам успешна работа и оваа година и благодарам за одвоеното време утринава. Ова беше Мелани Манова од извидничкиот одред Еквинокс од Штип, не запозна со досегашните, но дел и од активностите во понатамошниот период на штипските извидници. Студио.